Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати пропишани за евакуација на луѓе, туку имало една единечна импровизирана метална врата на задниот дел од објектот, но истата била заклучена со катанец и без квака од натрешната страна и обложена со гипс картон и сунџер за звучна изолација. Немало пристап за ПП возила од двете спротивни страни согласно правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Натрешноста на објектот била обложена со гипс картон, но истиот не бил со огноотпорни својства. Немало спуштен таван со противпожарна отпорност од најмалку 30 минути. Немало врати со противпожарна отпорност од најмалку 1 час, ниту пак систем за кочење на вратите, ниту пак систем за известување на присутните лица за настанат пожар со јак звучен сигнал. Исто така, истата непрописно била обложена и со материјали за звучна изолација, како и за визуелни ефекти со лесно согорливи материјали. Во објектот противзаконски биле користени пиротехнички материјали на висина од 3 метри, без соодветна дозвола и без друштво со овластување за палење на пиротехничките материјали. Исто така, на лице место бил присутен и Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, со тоа што констатирано е дека објектот во кој е склучена несреќата согласно имотниот лист е регистриран како деловен објект за лесна индустрија со површина од 419 метри квадратни. Не е извршена пренамена на објектот од лесна индустрија во угостителски објект. И покрај тоа, што за објектот нема пренамена за работа како угостителски објект, истиот има дозвола за работа од Министерството за економија како за угостителски објект издадена уште пред 15 години.